Фондацијата Сорос се обидува да го сруши угледот на почесниот конзул на Руската Федерација во Македонија Сергеј Самсоненко со ангажирање на македонски новинари кои преку Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија снимале документарец за неговите бизнис активности и наводно наместените тендери. Велат од канцеларијата на Самсоненко, демантирајќи го видеото, чија што цел, како што истакнуваат тие, е обид за рушење на името и делото на најголемиот инвеститор во македонскиот спорт. Долго време не реагиравме на никакви обвинувања кои што беа преку нивните портали, и во нашиот управувачки систем сметавме дека не треба да реагираме на ништо бидејќи немаме за што да се оправдуваме. Но на најактуелното видео кое што излезе во понеделникот од 10 минути каде што веќе има збир на некои невистини кои што и на некој начин ја манипулираат јавноста со сето тоа што сакаат да го искажат, одлучивме најмногу ради сите 4000 дечиња кои што ни ја даваат довербата во ракометната и во фудбалската академија која што е под покровителство на господинот Сергеј Самсоненко, ради тие родители, ради мајките и татковците да излеземе да ги кажеме сите факти и околности и да ги демантираме тие невистини што оваа група на новинари ги презентираше. Поканија креаторите на видеото да дојдат и да ја прегледат целата тендерска постапка за која тие пишуваат дека е небулозна. Јас во целост ги отфрлувам сите обвинувања на господината Сашка од Нова и ја замолувам да дојде со незина камера во нашата канцеларија каде што ќе ја пречека господинот Сергеј Самсоненко, директорката на спортскиот центар Јане Сандански, директорката на Хотел Русија и ќе се презентира постапката за добивање на земјиштето, за изградбата, договорот за заемното приватно партнерство, потеклото на парите, како и билансите на успех кои генерираат загуба на спортскиот центар Јане Сандански, а господинот Сергеј Самсоненко ги покрива од својата сметка, како што и несебично инвестираше во овој комплекс кој што е изграден по највисоките стандарди. Почесниот руски конзул ќе продолжи да инвестира во спортот, а следен негов проект е изградба на спортски тениски центар покрај кејот на реката Вардар во општина Аеродром, кој се очекува да биде готов за 2 години, најавија од неговиот кабинет.